Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Според официјалните податоци на Министерството за внатрешни работи, минатата година во сообраќајни незгоди биле тешко повредени 214 пешаци, а 24 загинале. Завчера 22-годишна девојка е прегазена на пешачки премин од 20-годишен деликвент познат на полицијата кој без возачка дозвола поминал со 130 км на час на црвено и ја убил девојката. Возачот бил претходно осудуван за други дела, но поминувал лесно низ правосудниот систем. Автомобилот го добил на подарок од родителите. Дали неказнивоста или корумпираниот судски систем зема уште една човечка жртва? Тоа е она што ве прашува Црвена линија. Секако имаме и прашање плюс кое што можете да го одговорите, но овој пат ќе посочам на профилот на Телма телевизија. Најверојатно Црвена линија го буде интересот на јавноста, па се случи и тоа да не е достапен акаунтот, профилот на Црвена линија. Тоа оние кои што ги разбираат овие нешта, едноставно разговорно кажано, најверојатно хакнат. Но тоа не нас сопира секако да бидеме активни на социјалните медиуми, затоа Телма телевизија заследете на Инстаграм, задолжително ќе бидете целосно и квалитетно информирани, а меѓу другото на Инстаграм стори секако ќе можете да го сретнете, да ја сретнете и нашата денешна анкета на Црвена линија. Она што секако не се менува е анкетата, а тоа значи дека прашањето за денес за сите оние, повторувам, заследете Телма телевизија на Инстаграм е: дали кога ќе проработи безбеден град ќе престане да се вози лудо? Имате две опции за одговор: да, не. Ако барате начин како да дадете учество во оваа анкета, повторувам, заследете на Инстаграм, но на акаунтот, односно профилот на Телма телевизија. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Елена Муковска, потоа почнуваме со вас. Васил Јованов возел без дозвола, под дејство на алкохол, поминал на црвено светло кога ја усмртил Фросина Кулакова. Но во јавноста се наметна дилемата: дали пропустите во системот резултирале со оваа трагедија. Имал кривични и прекршочни пријави, а му се судело за марихуана и кокаин. Бил во притвор 4 месеци, излегол на слобода по пресудата летоска, кога судиката Даниела Алексовска-Стојановска од кривичен му определила мерка да оди во поправен дом во Тетово. Обвинителството се жалело, а предметот се уште не е одлучен во апелација. Тој веќе стори ново кривично дело. За поседувањето на другата бил третиран како помлад полнолетник, затоа што Законот за правдата на децата го предвидува тоа под одредени околности. Ако со оглед на неговата личност и околностите под кои е сторено делото, може да се очекува дека и со воспитна мерка ќе се постигне целта што би се остварила со изрекување на казна. Откривачи сметаат дека за вчерашната сообраќајка е системски проблем. На црните точки во сообраќајот изразуваат жалење, но сметаат дека не треба да се поврзува овој предмет со оној за другата. Дали некој во правосудниот систем можел да претпостави дека обвинетиот после 7 месеци од донесената пресуда, со која истиот треба да се институциализира, може да стори друго кривично дело, па заради тоа требало да биде задржан во притвор? Законите во нашата земја, како и меѓународните конвенции за човекови права, тоа не го дозволуваат. Од кривичен велат и дека Јованов не бил осудуван за друго кривично дело. Немало друга кривична пријава, ниту прекршочна пријава поврзана со сообраќајот. Единствено како малолетник во 2021 му била изречена судска опомена поради нарушување на јавен ред и мир. Но Јованов сторил друго кривично дело поврзано со сообраќајот кое не дошло до кривичниот суд. На 4 ноември 2022 година, половина час по полнок, на улицата Рузвелтова со Пежо удрил во друг автомобил, кој не се движел и ја повредил со патничката. МВР поднело кривична пријава 3 месеци подоцна на 1 февруари 2023, но обвинителството ја сопрело оваа постапка во договор со оштетената, која велат била полесно повредена.
Јавниот обвинител спровел постапка и со изјавена согласност на оштетената донел решение со кое не се презема кривично гонење согласно член 43 од ЗКП, а осомничениот се согласил да постапи по нападствијата на јавниот обвинител и да уплати паричен износ од 18.000 денари во корист на буџетот на РСМ. Освен ова, МВР повело и прекршочна постапка за возење без возачка дозвола. Според познавачите, иако често полесните сообраќајки минуваат со вакви одлуки, во конкретниот случај, како отежителна околност, отскокнува тоа што момчето воопшто немало возачка дозвола. Кога се носи пресуда, треба да се има предвид и личноста на сторителот и дали првпат е во судир со законот, вели адвокатот Звонко Давидовиќ. Многу често, ако е првпат сторител на такво кривично дело, а количеството не е големо, може да добие условна осуда. Но прашање како сето тоа ќе влие понатаму на него. Има ситуации каде што навистина им било предупредување таквата судска одлука, па веќе не доаѓаат во судир со закон. Но тоа треба да се процени од случај до случај, зависно од личноста на сторителот. Според Давидовиќ, зголемениот број на млади луѓе кои се судираат со законот, одговорност треба да се бара од родителите преку образовниот систем, општеството, па се до правосудниот систем. Феноменот на неказнивоста, деценијски присуден во нашето општество, уште еднаш доведе до трагедија, во која животот го загуби Фросина Колавкова, реагира од Хелсинскиот комитет. Трагедии од ваков вид треба да делуваат мотивирачки на институциите конечно да преземат неодложни мерки за спречување на влијанијата на корупцијата, кои што патем речено се главните причини за постоење на неказнивоста во нашиот правен систем. Единственото обвинение Јованов го добил откако полицијата во станот што го користел пронашла 14 кесички со марихуана, со вкупна тежина околу 24 грама и една паковка кокаин од 0,24 грама. Во друг стан, кој го користеле заедно со друга обвината, полицијата пронашла 279 грама марихуана и 16,4 грама кокаин. Дали ќе оди во воспитниот дом во Тетово за тоа дело треба да пресуди апелација, каде предметот стасал во ноември и тече жалбената постапка. А ние денес во Црвена линија прашуваме дали неказнивоста и корумпираниот судски систем зема уште една човечка жртва. Секако ќе повториме денес за да учествувате во анкетата на Црвена линија. Задолжително заследете го на Инстаграм и профилот на Телма телевизија. На Инстаграм стори на Телма телевизија објавена е денешната анкета. Истото прашање ќе биде поставено и до гледачите кои што ќе се вклучат во живо, а тоа дали кога ќе проработи безбеден град ќе престане да се вози лудо. Секако 02307005 е нашиот телефонски број. Напомена од технички аспект задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот, а измеѓу гледачите нешто подоцна секако ќе читаме коментари кои што можете да ги пишувате и секако и да споделувате на нашиот профил на Црвена линија на Facebook, како и профилот на Телма телевизија на Facebook. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Исто ве поздравувам. Јас сум гледач, за прв пат се јавувам и сум од внатрешноста на Македонија и сакам да дам моје мислење за ваквите немили настани и сметам дека е ова повторно резултат на нашето руинирано судство и обвинителство. Зошто го велам тоа? Имаме безброј случаеви каде што се десиле вакви собраќајки на смртни случаеви и пресудите се 2 до 3 години пресуда затвор. Мислам, убаво се сеќаваме, а луѓето или конкретно сега овие разгалени деца на високи функционери, богаташи, со високи коли, со дроги, ги зема животите на невини деца. И тука прво што треба да се решава во руинираниот правосуден и обвинителски во обвинителскиот систем и правосудниот. Сакам да кажам дека се друго ќе помогни, али првин секој човек кој ќе земи волан ќе помисли дали треба алкохол да има во него, дали треба да има возачка, дали треба да биде со исправно возило, дали треба да поседува сите важичи документи и после тоа
да оди во сообраќај, а не вака се изживуваат, ова го немат ни во каубојски филмови, ова не се прават. Тука се и родителите криви, исти слични случаеви како во Србија што се дешава, со оружје му дава на малолетно дете да се учи па убива другарчина. Мислам доволно јасно е и сакам да додам дека доколку ова власт ВМРО не го реши проблемот со правосудството. Благодарам многу, драго ни е што навистина прв пат се вклучивте во Црвена линија. Верувам нема да биде и последен, ќе имате активно учество, се разбира, во секое наше издание. Што се однесува, што ќе погледнеме во продолжение, секако ќе подсетиме дека денес со почеток во 13 часот, откако вчера беше најавен протестот, веќе се одржи, така да под мотото бараме правда, затвор за Васил, тоа се дел од пораките од протестот во Скопје по смртта на 22 годишната Фросина. Нашиот колега Петар Догов беше дел од овој настан, така да можеме сега да проследиме преку анкета што кажа од лице место од протестот граѓаните. Поминувам тука со точак, не знам, 3-4 пати дневно, така да немам што да кажам. Не се чувствувате безбедно? Јас се чувствувам бесно. Уопште не се чувствувам безбедно, никако пешак, никако велосипедист. Поради тој зелен бран, ова улица, овој булевар партизански одреди веќе стана булевар на смртта, ништо повише. Внимание на шоферите, без алкохол да се вози. И друго ќе речам, тој дечкото ќе излезе од затвор, некогаш, и 2, и 5, и 20, она нема да стане више. Мајката нежина ќе тагуваат додека е жива, срце ќе плаче на мајката, толку. Сега продолжуваме секако со вас, оно што денес прашува Црвена линија, дали според вас неказнивост и корумпираниот судски систем зема уште една човечка жртва. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Да. Се јавувам од Скопје и како што рече детенцево, не да сме згрозени, туку ова веќе е страшно човек да излезе по улица да оди. А најповеќе се изреволтирав како веднаш на детево му зема адвокат. Со што ќе го штити адвокатот ова момче? Дали он ќе отиде да види во Неготино каква е ситуацијата на мајката и на таткото? Туку веднаш адвокат да го брани и па да оди да бесне со парите на татко му и на мајка му. Кога веќе нема дозвола, а му дале кола да вози, нели? Со кој памет, не знам, кои родители се тие негови? Како се чувствуваат сега? Дали они гледат каква е ситуацијата? Него битно е нивното дете да е заштитено, па шо сака нека прави. Може утре ќе му купи авион да вози. Бог да чува. Страшно, страшно. И за мали пари, од адвокат до судија, до се нешто, сиромаштијата само страда. Тешко на нас, на сите. Во Сингелич му текнало на некој да шета, да тепа по улиците, го пуштија, пак си шета, пак луѓето. А бе страшно сами ние пензионерите дома да седиме, а не па на улица да излезиме. Се додека нема казни и не ги снемува овие овакви типови. А сега време е секако да слушнеме и што изјавија од студентски одбор, поточно ќе зборуваат во продолжение Милица Давчева и Александар Николовски. Ние денес тука излеговме во знак на револт од корумпираниот систем кој што ние обиколи нашата држава. Всушност ние го бараме конкретните имиња и презимења на луѓето кои што, на јавните обвинители и на судиите кои што дозволија ова да се случи. Значи Фросина не е единствената жртва која што загина на овој булевар кој што ги одзема младите животи, значи тука загина многу млади луѓе. Првично би апелирале да се зголеми јавната свест и едукација преку наши конкретни предлози и дискусија со надлежните органи, а потоа доколку тоа продолжи
би се организирале за вакви исто искажување на револти. Секако продолжуваме со вас на 023070005. Тоа е бројот кој што можете да го завртите веднаш и да се вклучите во денешната дискусија на Црвена линија. Дали неказнивоста и корумпираниот судски систем зема уште една човечка жртва? Тоа е што прашуваме денес. Добар ден. Добар ден, Тинако сум јас. Да, повелете, ве слушаме. Одма директно на темата, не морам ништо да зборувам, само ќе кажам да. Знаете зашто да? Не морам ништо околу темата. Точно е, темата си е точна. Точно таа корумпираност. Второ што сакам да кажам, дали сте се запрашале, и сите ги прашувам, кои деца вакви работи прават? Замислете. Се знае кој. Ако можеше полицајката да се удри во пајако, па сега другото не е потребно да зборува. Благодарам многу за учеството, иако еве некои од гледачите се покуси од времето предвидено за едно јавување, сега како и гледачот, иако кусо беше сосема јасно. Веднаш ќе ве префрлам онаму каде што пристигаат и коментари, секако доколку не успеете да се вклучите во живо, коментирајте и споделувајте Facebook Црвена линија и секако да напоменам профилот и на Телма телевизија на Facebook, каде што објавена нашата тема за денешното учество во нашата анкета. Заследете го на Инстаграм, акаунтот на Телма телевизија, кликнете на Инстаграм стори и секако одговорете и на денешното анкетно прашање, кое што е дали кога ќе проработи безбеден град, ќе престане да се вози лудо. На прашањето дали неказнивоста и корумпираниот судски систем зема уште една човечка жртва, сега верувам ќе можете и да видите, ете вака изгледаме на Facebook, пристигаат и првите коментари, ќе почнеме со коментарот на Босилковски Пеце, кој што напишал: каде што постои силата на парите, никогаш нема да има правда. Продолжуваме со вклучување на гледачи. Добар ден. Поздрав. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Да, секако. Тажна вест, тажни работи, страшни случаеви. Одговор на прашањето: да. И апсолутно ги поддржувам и првиот гледач, и втората гледачка, и третиот гледач. Апсолутно се во право и ми ги зеднаа сите збори што сакав да ги кажам, особено првиот гледач, а и гледачката. Значи, точно ли е дека таткото му купил кола на синот кој најверојатно конзумира дрога, а тоа што се пијанчи, тоа е ништо ново, а плюс и продава дрога. На таков деликвент да му се купи кола, а нема возачка. Па знаете, во Србија, кажа првиот гледач, па одговара и ученикот, малолетен да, ама одговарат и родителите, и таткото и мајката. Што прави нашеве обвинителство? Зошто нема веднаш кривична пријава против родителите на овој деликвент? А и што судиите примале што примале. Многу знаеме што добро што примале и јавни обвинители суди. Што прави повторно јавно обвинителство? Зошто нема кривична пријава против родителите? Против овој убиец? Тие родители одгоиле убиец. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Секако останете со нас за да слушнеме што ќе кажат во продолжение останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Јас сум на линија? Да, повелете, ве слушаме. Така, во полиција вработија нови полицајци 600. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам, затоа не можеме да се слушнеме. Само за момент. Покрај тоа што полицијата располага со толку полиција, нема никаков полицаец нити по улица, нити никаква контрола. Статистиката некне излезе извештај дека за 24 година погинале 24 луѓе, млади луѓе по улиците, од кои предници партизанска. Во аеродром Раскрсница, пред школа, кај што прети опасност во секој момент да настане катастрофа со децата, возат лудо, кој како сака и како знае,
Старски дом тука е, ние жителите останавме сите повозрастни и никој за ништо гајле нема. Кажете ми обвинителството и судството што направија со Вања и Панче убиените, дали има некаков резултат од тоа судење? Се провлекува, се оди во неповрат, ништо ќе оди и тоа во кош. Ќе го ослободат бидејќи ќе застари делото. Срамота, ова веќе не да е држава, него како не земе некој со чижма па да се гази овде до... Благодарам многу секако и за вашето вклучување во Црвена линија и ви издвоивме коментари бидејќи на вистина по случувањето на оваа трагедија и на социјалните медиуми целата јавност се крена на ноза, има многу коментари. Ке прочитаме коментар на Марина Корошец која што напишала: во наше време, во заграда, по ова ќе видите колку сум стара, кола не смееше да се вози по долна мајца без да се облечеш, а не па без возачка. Ама во наше време имаше држава, а сега има прчвара. Плачете за голи оток и цел ден камења да преместувате од едно место на друго, па после да ги враќате назад до животно. А ние во Црвена линија денеска ве прашуваме дали сметате дека неказнивоста и корумпираниот судски систем зема уште една човечка жртва во овој случај. Добар ден. Добар ден. Добар ден, господине Љупчо. Видете, точно да, меѓутоа ја би додал и шутаравите закони што се носат во парламентот и не носењето на адекватни закони што ќе бидат веднаш применливи и растурениот систем. Зошто го кажувам ова? Видете, ние сега еуфорично ќе реагираме овие 4-5 дена и се ќе замре. Нити закон ќе се смени, нити нешто. Не е ова прва жртва што завршила вака, да ви кажам право. И што имаме после тие реакции граѓански, немаме ништо. Немаме ни законска реакција, нити ништо. Зошто? А ќе оследиме система, ќе видите па по одбраната со кој деве. Зошто ни еден адвокат не реагира, зошто се применува 297, а не се применува член 300 од тешки дела против безбедноста во сообраќајот, сакам да прашам. Дали знаат граѓаните што значи разликата помеѓу тие два члена? Не знаат. Меѓутоа, вие викаме ќе застари. Нема да застари. Ќе го казнат. И речеме, кој дозволи пазарење, да ви кажам право, обвинител, сторител на кривично дело, со тоа што ќе го признае кривичното дело и добива право на помала казна. Зошто да го има тоа? Кој реагираше од правниците на тоа? Сите реагираат за правата на обвинетиот. Никој не реагира за правата на жртвата. Или земете, ако го земеме, зашто да важи поблагиот закон за сторител, зашто да не важи построгиот закон за... Меѓутоа, гледате, ние таквите работи ги чутиме, ги пречутуваме и одеднаш бум реакција сега, ќе бараме криви се судиите. Па не се криви судиите, таков е законот актуелен, што се преминува проблемот е што ние не ги познаваме законските акти и така емотивно реагираме. Благодарам многу и за вашите одговори во Црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Скопје. Добро. Ве слушаме. Ме слушате? Да, повелете. Директно ќе одговорам на прашањето, да. Само да ви кажам дека јас сум ќерка на човек кој 2009 година е жртва на исти ваков настан. Значи, само да кажам, да надополнам за ова прашање. Кога бевме на суд, јас, мајка ми и сестра ми бевме соочени со судијка која беше многу арогантна спрема нас, затоа што плачевме и тоа тивко сакаше да не изфрли од судница. Злосторникот беше осуден како виновен, меѓутоа не одлежа ни еден ден затвор. Јас, еве, 15-16 години, како сите овие настани, ме потсеќаат и без настаните јас се потсеќам на мојот татко како настрада и мислам дека ова е убиство. И ги поддржувам студентите кога вика убијци, убијци. Истото јас тоа го мислам за сите овие не сакам да ги кажам со тој збор луѓе, него виновници, мислам дека се убици. Ви благодарам што ме уклучивте, пријатно.
Ви благодарам што ја споделивте вашата приказна со јавноста и останува да порачаме да останете со нас, слушате какви одговори даваат нашите гледачи во ова денешно издание на Црвена линија. Секако пристигаат и многу коментари на Facebook. На прашањето дали неказнивоста и корумпираниот судски систем зема уште една човечка жртва, Винг Чун го напиша следното. Не знам што треба да се случи, уште колку треба млади животи да погинат за да се освестиме. Добар ден. Ало, добар ден. Намалете го целосно, ве молам, тонот на телевизорот. На телевизорот намалете тонот на нека. Ало. Намалете го тонот на телевизорот. Навали го. Ало. Повелете, ве слушаме. За овие работи треба кратка поставка, нема судење тука. Кратка поставка, директно стрелба. Што ми уништил човек и тој да се уништи. Инаку ќе имаме ние проблеми понатаму со овакви луѓе. Треба одмah се затвори, никако се пушта надвор, од ќелија там да се затвори и надвор пуштање никако. Или директна стрелба. За сите тие криминалци. Пријатно и се навој, ако не, ја ќе ги стрелам. Ве молам, без говор на омраза, знаеме дека навистина е една многу сензитивна тема, која што разбуди апсолутно и гнев и револт на целата јавност, но ве молам да се држиме до етиката на Црвена линија, секако изоставете ги погрдните зборови, говорот на омраза и насилство. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало. Добар ден во Црвена линија. Добар ден. Вака најнапред сочувство до семејството, вечна памет за Фроце. Уште непроцветана, згасна животот неизин и се чудам и се прашувам што понатаму со судството. Значи, закони постојат, но кој да ги применува? Јас сум дете на бивша Југославија, каде што прво машката популација одеше во војска, ако ќе се вратеше од војска, познато во народот се говореше му дојде памет, тогаш полагаа за кола, полагање на испит возачки траеше некаде 7-8 месеци, значи беше престиж да положиш за кола. Абе, оваа судика што пресудила на ваков начин, да го ова дете што направи? Значи, ограби тобако, па ќе оди во поправен дом? Дали е свесна што се случува сега на тоа семејство? Абе, луѓе, животот им пропадна. Судство нема. Еве, јас конкретно имаме ние судски спор каде што сме комплетно во право со многу докази, паѓаме на суд. И како ќе го се понатаму судството? Закони треба, извинете, сум многу револтирана, меѓутоа законите треба да се спроведуваат. Што е на 600-700 полицајци завчера дадоа заклетва? Па застани по партизанска, ако треба и до Тетово, регулирај, собрајќај. Што се случува? Како тоа дете земало возачка Благодарам многу и вам за учеството и вашите одговори во Црвена линија. Сосем разбирливо по ваква трагедија целата јавност да биде револтирана. Црвена линија денес прашува дали неказнивоста и корумпираниот судски систем зема уште една човечка жртва. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав во Црвена линија сте. Ви благодарам и јас се поздравувам. Токму така темата ви е идеална, меѓутоа, знаете што, Данил Ани беше исто на пешачки премин, се прегази девојче и од Источна Македонија, само патиките му ги видовме на пешачки премин. Ја не знам што се работи во оваа држава и по оваа партизански одреди по таа улица. Верувајте, еве кажа, напомена претходната говорничка, односно гледачка, дека 500 полицајци се пријавиле, ги запостиле, ги обучиле, не е битно, мене не ме занима тоа ни најмалце. Каде се тие да го спречат, да не вози, зашто? Контролирај. Тоа им е обврска, за тоа се тие платени. Ајде и тука ќе кажеме дека се прошверсувал, меѓутоа сега кога сторил казниво дело, жртва, прегазил девојче во пијана состојба и без возачка дозвола.
кој е тој судија некорумпиран? Како може да го ослободи? Бре, луѓе, живееме 21 век, кога луѓе, една Словенија се качи на месечина, ние не можеме пресуда до смртни казни за прегазено девојче да донесеме одлука. Како е ова, не знам ја ова држава? И јас се чудам, и убава ви е темата. То значи нефункционална држава. И ја не знам како тројка добиде, судството добило тројка. Како? Од како е, ко прегазија девојче во тројка добија? Нула. Судството нула. И испод нула. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Сега ќе ве принесам онаму каде што секако пристигаат коментари. Facebook црвена линија, заследете не, продолжете, пишувајте, споделувајте. Целе Алексов напишал: да, богатите деца блиски на власта прават што сакаат со нивните брзи автомобили. Пијани, дрогирани и непослушни. Поздрав до вас и сите гледачи на црвена линија. Имајте убав викенд. Благодарам за учеството преку коментар на Facebook, господин Алексов. Продолжуваме со вклучување на гледачи. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас би кажал вака. Не е татко му крив. Власта е крива. Власта е крива, пошто забрането му е на родителите да ги советуваат децата. Ако малце некој нешто понависоко глас му каже на детето, детето ќе отиди, ќе рече психички ме малтретираше. И одмah семејно насилство. За семејно насилство има загазено по 3, 4, 5 години луѓе. А од семејно насилство немало ни С буквата. Во овој случај, да не дај Господ да не чуја џавол, тоа во моја фамилија се деси, јас сум 70 години, живеела, не живеела, бил затвор, не бил. Ја нема тоа да го застрелам. Цел корен, цела фамилија. Застрелувам и одма си изем чебето, право. Продолжуваме понатаму. Благодарам и за гледачот и за неговите одговори. Сега кога во предвид да имате, ве замолувам. Знаеме, целата јавност е револтирана само употребата на зборови, секако да се држиме до пристојноста, да не користиме погрдни, навредливи зборови, секако говор на омраза и насилство. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Повелете, ве слушаме. Меѓутоа, уопште денот не е убав, затоа што имаме жртва, млад сочувство до фамилијата и уопште, мислам, лесна земја, како веќе чуев. Тоа е потресно нешто, мислам, за секој нормален човек, ова е потресно. Меѓутоа, тоа што се случи, тој што го направи, ја не можам да сватам како може 2 години да вози без дозвола, нигде каде не биде евидентиран. Значи, кај нас фали полиција. Зашто да нема во секоја, пошто е од Карпуш, разбравме и јас сум од Карпуш, зашто Карпуш ставица да не прави патрула ностоп, не мора пешки да одат, имат джипови, имат коли, имат све. Внутра и така седат у колите, дремат, нека седат у колите, нека вртат, нека прават патроли. Значи нека се врти, затоа што тука многу работи веќе се случуваат. Што ги кошта? И сега кога ќе имате вие патрола, јас зборам за Карпуш, тоа веќе во општина центар е случувањето кај овако кај Силбо, што е сега. Исто така нека биде од секоја општина, значи има полиција, има станици, нека вртат. Значи видите сега, вие да, ајде сега не знам како да наречам, да не увредам, пак сепак ова дете болно на некој, не знам, друг збор не сакам полош да кажам да увредам. Значи детето не е психички, како, ајде, добро, болно, значи сега такви луѓе кај нас шетаат, значи бил на лекување еднашка и за други има кривични дела и се е таков човек да го оставите пак и понатака да шета. Значи подхитно овдека, а да не зборам за судството, ова е катастрофа. Ова е не нула, него минус нула. Значи ова е срамота да се Благодарам многу. Внимавајте, тајмерот е 90 секунди за едно јавување. Продолжуваме со коментарите на Facebook. Сали Османи го напишал следното. Треба затвор одма. Порано немаше ништо, сега има се, ама немаме памет. Благодарам и вам, господине Османи, за
учеството во Црвена линија преку коментари. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дечкото заслужи затвор, направи голема работа, налепто покрај сетото, значи е интеликвент. Така да се расправал и со дрога, се расправал и со алкохол, направил и друга сообраќајка некогаш пред година-две, така направил некој инцидент таму, па го платил со пари, 19.000 платил таму за некоја оштета. Така да, навистина се работи за проблематично дете, а иначе проблематичен е, и татко му има големи врски во полицијата, добро напредува. Гледам, Владо Мисајловски сега го напредил за, што ти ја знам, не знам шо е сега татко му, го напредил за еден чин повисок, командир ли, не знам што чино имат тие полицајците. Така да, значи, детето има арка на некој начин, има подкрепа од родителите, а колата дали му е купена или ја зел сами од дома. Тоа е мање важно. Битно е дека возел со огромна брзина и дека убил човек на пешачки преминал преку црвено светло и сите тие работи. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Има дел од коментарите. Ивана Кнез го има напишано следното. Ајде сега едно здраво, дали може да покажеме, ајде сега едно здраво новинарско истражување. Судиите со име и презиме и сумата за која Фросина изгуби живот, а потоа оставка. Продолжуваме со вклучување на гледачи. Добар ден. Хајде, добар ден, Тина. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Вака сега. Пред 38 години, на денешен ден, исто моите погина, кола ги сгази, плюс уште еден случаен пролазник. Значи, јас имав 26 години. Знам каква е болката некој друг да ти земе човечки живот. Ја сочувство на родителите во Неготино. Значи, пак ќе речем, јас сум го искусил тоа пред 38 години. Моите исто погина на партизанска, на тој печачки, кога ќе одиш нека Ѓорче, посем Симпо, кај таа првата кула. Зборот ми е, значи, немаме закон во ова држава, јас што зборам, држи све тоа. Не сме созреани ние, каква европска, каква ова, ние прво тука дома не ни се средени работите. То спомна пред мене господинот, сигурно татко му е некој голем чаут што викаме ние. Јас него би го осудил, како што случаат во Кецмановиќ во Србија, татко му, мајка му. Тие ако детето било болно, има установи, не да му купуваат кола, да му даваат да дила дрога, други да страдат и со дрога и со ова. Значи тие, ако бил некој голем командир и што, него да му затвор да го осудиш. И мајка му, пошто тие му дозволиле кола да вози без дозвола и пијани све. Бидете поздравени, све најдобро. Бидете поздравени. Благодарам и ве што споделивте со јавноста што ви се има случајно пред 30 и кусор години. Продолжуваме со читање коментари. Јордан Белич Трајчев напишал на Црвена линија. Пазете се и на пешачки, не можете да бидете безбедни. Сите се брзат, возат, а и никој не поштува правила. Затоа внимателно, никој не е безбеден, а отиде ли човекот после се е џабе. Ке подсетиме ден пред да се случи оваа голема трагедија, дури и на булеварот Кочо Рацин, на пешачки премен беше повреден пешак, 79 годишен пешак, и тоа од страна на возило со кое што управувал возач кој што имал 21 година. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав. Дали неказнивоста и корумпираниот судски систем зема уште една човечка жртва во држава? Да. Прво да изразам сочувство
на родителите од девојчето. Инаку, според моето мислење, македонската држава, македонските институции се убиец на девојчето. Тие се убиец. Зашто го велам ова? Заради тоа што работите одат од почетокот на создавањето на македонската држава, работите одат на полошо. Сообраќајќи се случуваат секаде, но кај нас работите одат на полошо. Затоа велам дека македонската држава е убиец на девојчето. А зашто е тоа така? А македонските елити не се способни да создадат држава. Тие се произлезени од стариот режим, најдолниот слој на лигави створења се створија денеска елита во македонската држава. Но за жал, да биде трагедијата уште поголема, македонските елити се поддржани од интелектуалната, академската, политичка полиција, јас ќе ги наречам. Таа академска елитија, како политичка полиција, ги штити. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Ало, не би можела да кажам добар ден. Страшна трагедија ни се случи. Жалам за младата Фросина, а за момчето смртна казна. Поздрав. Благодарам многу за вклучувањето. Куси, но сосем јасни. Еве што напишал Игор Китановски на нашата објава, односно на објавената тема на Црвена линија на профилот на Тилма телевизија. Вели, не се криви судиите, кажете кој е дичкото, кои му се родители, кој го плаќа адвокатот, кој се крие зад него. Законите не важат за сите исто, ако имаш некој во позадина, татини и мамини синови. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ве слушаме, повелете. Да. Прво, големо сочувство до родителите и до пријателите нивни. Вистина, ова е трогателно и не знам, што не е ни прв пат, не е ни секоја се случува и не дај Боже и да биде значи и по-големи катастрофи што се случуваат. Ама мене ми е прашањето зошто и од каде дрога? Што се случува во државата што премногу се зголемуваат овие пороци кај младите, кај младата популација. То било женско, то било машко, нема врска. Премногу голема значи количина на овие дилерства и наркотици и не знам што друго, алкохол. И која е таа слобода што ја имат младите да конзумираат таа работа? Значи, 18 години наполна полнолетене, ама треба да се преземи мерка малце со законот, што треба да се направи со тие деца. Подсетувам, 90 секунди е време траењето за едно јавување. Секако и ве охрабрувам да го завртите повторно бројот за нови 90 секунди. Големо благодарам и за гледачот и за неговите одговори во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Сакав само да напоменам нешто. Добар ден. Ве слушаме, продолжете. И мојата сестра минатата година на 8 јуни беше прегазена кај Мавровка од мотоциклист 26 годишен, чиисто први зборови беа "не ја видов".
Ве слушаме. Воопшто не ја видел од брзината со која што го возеше моторот. Веднаш пренесен во приватна клиника, од каде што зима, на лице место вештак албанец, полицаец албанец, и ниту му побарале дозвола, ниту ништо не превземале. Дали беше спроведена подоцна истрага, нели судски процес? Се знае резултатот од истрагата, господи. Се знае резултатот. Сега претходното гледачи го кажа истото да не го повторува. Комшиката тука исто така ја прегазија на пешачки премен пред зграда веднаш по близина на Сити Мол. Знаете кои зборови ги кажа полицајецот? Ти, тетко, си се фрлила самата. Страшно нешто. Страшно. Жената уште се опоравува со години, не може да се опорави. За среќа остана жива. Благодарам многу, ни значи што се вклучивте во Црвена линија и сега го што со јавноста споделивте дека и вие имате доживеано ваков вид на трагедија, но за среќа и ве сестрата е се уште жива. Она што прашува после севове што го слушнавме и секако она што секојдневно го слушаме и билтените нели во однос на жртви, особено на пешачки премини, непочитување на сообраќајни правила, Црвена линија има низа и низа низ сезоните теми поставувани токму за да се реагира кога зборуваме за неказнивоста. Па денес повторно после оваа голема трагедија прашуваме дали неказнивоста и корумпираниот судски систем според вас зема уште една жртва. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се слушаме. Да. Прво, вината е прва на полицијата што не е на улици. На улица треба полицијата постојано да види. Второ, полицијата е, како да кажам, не школована. Немаат ни двегодишно школо. Не средно, него двегодишно немаат. Кувари, прикрпени. Отишле од Тетово земат дипломчиња. Кој дава таму дипломи, ја не знам што прават. Тоа е една работа. Втора работа. Овој случај сега треба адвокат по судот, мислам, државата да става адвокат. Државен адвокат. Сега адвокатот требаше судиката да предложи и судиката се притвори. Ако мислам судика била за случај што го пратила таму да се лечи. Требало адвокатот таков да е по службена должност, судиката во притвор, таткото во притвор, детишјето во притвор и тој адвокат што се јавил да брани, што брани тој? И тој во притвор. Тогаш ќе имаме држава. А од адвокатите целата работа е прават, фитилите ги прават. Имам еден, ја сега го чекам, сега ќе го заштрафам, за цел живот ќе го добие. Само го чекам моментот. Тоа е проблемот кај нас, во самата држава, во самиот систем. Системот кој ќе го подредам, към стакло да оди. Благодарам многу за јавувањето. Златко Славевски еве што напиша на профилот на Црвена линија. Пак сме сведоци дека парата прави се, ако имаш пари, можеш да правиш што сакаш и да не одговараш жално за родителите. Сочувство, а девојката многу млада, жално, нека почива во мир и срамота за цела држава, судство, полиција. Горан Нацевски напишал, и судиката треба да се санкционира за да тргне судството чекор напред. Сали Османи напишал, на оваа држава не се работи ништо, ни судство, ниту полиција, ништо. А Кристијан Вангеловски напишал, полно пати е правена истата тема, точно е, господине Кристијан, очигледно сме некултурен народ и дивјаци. Тие корумпирани не би биле ако не сме ние општество такви какви што сме. Јас тука на никого не би дал кола. А јас сега е време да ви
да ви укажам на резултатите од денешната Инстаграм анкета, со оглед на тоа што ни беше хакнат профилот. Секако не бевме спречени да ве подсетиме да го заследите профилот на Инстаграм на Телма телевизија и токму таму на Инстаграм стори да ја објавиме денешната анкета. На прашањето дали кога ќе проработи безбеден град ќе престане да се вози лудо. Со да одговорија 41%, со не одговорија 59%. Останува да ви се заблагодарам на сите вас кои што не следевте и секако што допринесовте да уште еднаш по една ваква голема трагедија јавноста го искаже својот глас денес преку протести во Црвена линија, преку вклучување на гледачи и секако преку коментари. Во продолжение ќе ги погледнеме рекламите, а потоа повторно сме во студио. Почитувани, уште еднаш големо благодарам што ја создадовте оваа црвена линија, по која верувам дека вашиот глас ќе допре до надлежните и оние кои што навистина може да ја направат промената, да зборуваме се помалку за трагедии, а секој наредно издание на Црвена линија секако да биде тема која што ќе биде ведра и за која што граѓаните ќе зборуваат многу по-позитивно. Катерина и Ненад, ве поздравувам од моето студио. Верувам дека сте подготвени за вашето ново издание на Никој како вас. Благодариме, Тина. Секогаш подготвени. Штом не гледаш на позиција, се е подготвено. А и гостите не стигна, па така што ајде да го почнеме петочното дружење.